престане со шпекулација, фокусот да се сврти кон завршување на истрагата. Дали специјалната обвинителка Катица Јанева била корумпирана или не, рече Девид Лабан, председател на Асоциацијата на обвинители во Вашингтон. Излезете и кажете. Ако се случило криминал, треба случајот да се реши брзо. Ако не, особено поради ЕУ процесот, веднаш да се стави на страна и да не се прави политички случај од ова. Покажете и на Европската Унија дека се владее со интегритет. Лабан вели дека пресумцијата на невиност и уставните права важат за сите лица, независно дали се работи за обвинител, како во овој случај. Тој порача опозицијата да не осудува пред некој да биде обвинет. Погледнете ја сега опозицијата, која беше владеачка партија и која е под истрага, како се радува на нејзиниот пат. Ако поради овој случај се одземе целиот процес што го води специјалното јавно обвинителство, ќе се дозволи корупцијата да проложи. Како потоа надворешниот свет ќе верува на Северна Македонија и што тоа ќе значи за иднината на државата? Вели дека кога основата за криминал се пари, се работи за фактор на алчност и одговорноста секогаш е индивидуална, а не колективна. Според него, тимот на СЈО треба да продолжи да работи професионално. Тие беа во право. Одеа по вистинските луѓе и за вистински причини. Имаше корупција. И сега да кажете дека сето ова не важи поради сомнежи за главната обвинителка би било многу необично. Независно како ќе заврши случајот, Лабан вели дека ваквите ситуации се реткост. Не знам друг случај кога е назначен специјален обвинител, формирана е канцеларија која завршила одлична работа и на крај излезе дека таа личност да биде корумпирана. Ако тоа се докаже во овој случај би било разочарувачки и страшно. Тој го спомена примерот во САД со специјалниот обвинител кој следната недела ќе треба да сведочи пред Конгресот за неговата истрага. Вели дека тоа треба да биде случај во Северна Македонија, каде партиите ќе го поддржат специјалното јавно обвинителство, кое потоа редовно ќе известува јавноста за неговата борба против корупцијата и криминалот.